Пазига. Почитувани представници од делегацијата на Европската Унија, на институциите, исто така на невладините организации, ја на почетокот сакам да искажам голема благодарност до делегацијата на Европската Унија за огромната поддршка која што владата ја добива секојдневно во многу области. Исто така сакам да изразам голема благодарност до Сигма за експертската поддршка која што ја добиваме. Сега ќе се осврнам директно на системот за јавни набавки. Значи, тој се развива во Македонија повеќе од 20 години со донесувањето на првата уредба за јавни набавки од 1996 година, постојниот закон за јавни набавки кој беше донесен во 2007 година претрпе 15 измени, со што значително се отежнува неговата примена. Дополнително последните измени од последните години доведуваат до оддалечување на законот од европските директиви и практики за јавни набавки. Праксата покажува, а тоа го потврдуваат и анализите и извештаите на Сигма и на Државниот завод за ревизија, дека јавните набавки во Република Македонија тешко се спроведуваат, дека има бројни неоправдани бирократски бариери кои не само што не придонесуваат да се спречат можните злоупотреби, туку доведуваат до блокирање на институциите и ги спречуваат тие да ги извршуваат своите функции и своите услуги за граѓаните за кои што се основани. Например, болниците често остануваат без средства за работа, општините остануваат без песок и сол за фрлање на патиштата во зима кога е најпотребно, училиштата остануваат без грејење, практично нема област каде што не се детектирани проблеми. Од тие причини сакам да ја информирам јавноста дека реформата на системот за јавни набавки ќе биде еден од клучните приоритети на Министерството за финансии во наредниот период. Реформата ќе вклучува изработка на нов современ закон за јавни набавки, кој ќе се базира на европските регулативи и на добрите меѓународни практики, а уште веднаш, поради претходно спомнатите проблеми и препораките на Сигма, ние ќе предложиме укинување на Советот за јавни набавки. Во однос на контролата на системот за јавни набавки, сакам да потенцирам дека реформата има за цел таа да се базира на досегашните искуства во неколку во земјите од Европската Унија. Целта ние да воведеме контролни механизми кои нема да се претворат во нивната спротивност, кои нема да го блокираат системот на јавни набавки и кои ќе функционираат без политички влијанија и притисоци. Би сакал да ви информирам дека новиот закон за јавни набавки веќе почна да се изготвува во Бирото за јавни набавки како орган во состав на Министерството за финансии и дека наскоро ќе излеземе со првиот нацрт на текст пред стручната и експертската јавност, значи ќе бараме коментари, критики за него. Владата е посветена на овој процес и ние по секоја цена ќе настојуваме тој да биде инклузивен и транспарентен. Очекувам, значи, пред крајот на годината да презентираме, значи, да го презентираме првиот нацрт на документот, но една од најважните работи за нас е во неговата изработка активно да соработуваме со Сигма, како бидејќи нашата цел е да го направиме според европските регулативи и практики. Директорот на Бирото за јавни набавки подетално ќе ви информира за планираната динамика на донесување на законот. Во секој случај ќе работиме на поедноставување на процедурите, но и на зајакнување на транспарентноста и отчетноста во трошењето на јавните средства. Според нас нема подобар контролор од јавноста. Ви благодарам за вниманието и јас со нетрпение очекувам да ги слушнам вашите досегашни искуства. Ви благодарам. Да ви се заблагодарам за интересот да учествувате на овој јавен настан, на кој сакаме да ги представиме приоритетите за натамошниот развој на системот за јавни набавки, но и да ги слушаме вашите досегашни искуства. Како што изјави министерот, Бирото е активно вклучено во
изработката на законот за јавни набавки. За овој закон има голем интерес и тоа не треба да не зачудува, бидејќи има многу засегнати субјекти, како во јавниот, така и во приватниот сектор. Целта ни е да добиеме современ закон кој ќе ги имплементира досегашните позитивни искуства, но и ќе ги искорени негативните. Потребно е да постигнеме вистинска ефикасност помеѓу постапките на контрола и целиот процес. При тоа транспарентноста ќе биде нашиот најголем сојузник. Пред да навлезам во содржината на законот, би сакал накратко да ја образложам динамиката со која очекуваме да се движи овој процес. Како што кажав и претходно, за владата е многу важно процесот да биде транспарентен, да возможиме да се чуе секое мислење, да ги имплементираме најдобрите решенија. До крајот на годината очекуваме да има веќе прв нацрт текст на законот, кој ќе споделиме со стручната и пошироката јавност, ќе оставиме доволно време за коментари и предлози за негово подобрување. Планираме да организираме една или повеќе јавни расправи, во исто време ќе се вклучи и Сигма со своји коментари и предлози, особено во делот на контролните механизми. А веќе сме во првична консултација со Државната комисија за жалби по јавни набавки. Во првите месеци од 2018 година ќе се разгледаат добиените предлози и ќе се извршат дополнителни консултации со надлежните институции, вклучително и со Министерството за правда во делот на прекрашочните одредби, Министерството за економија во делот на концесии и јавно и приватно партнерство, Секретаријатот за законодавство, а планираме да побараме и мислење од Европската комисија која ќе бидеме поблиску до конечен нацрт текст. Се разбира, поаѓајќи од определбата на владата, ќе оставиме доволно време за проценка на влијанието на регулативата, во чии рамки текстот повторно ќе биде консултиран со јавноста преку ЕНЕР. Веќе во почетокот на вториот квартал од 2018 година очекуваме законот да влезе во владина процедура и пред летните одмори да влезе во собраниска процедура. Законот треба да се усвои месец октомври 2018 година, како што е предвидено со Националната програма за усогласување со законодавството на ЕУ и со програмата за реформа со јавните финанси. Секако, ќе оставиме доволно време сите заинтересирани страни да се запознаат со одредбите пред истиот да влезе во сила. Од аспект на содржината, главните одлики на новиот закон ќе бидат зголемена транспарентност со користењето на електронскиот систем ЕСЈН и електронските алатки што ги нуди истиот, особено воведување електронски пазар за мали јавни набавки, електронски каталози, електронски жалби и слично. Објавување на плановите за јавни набавки и склучените договори над одреден износ. Поедноставување на постапките и воведување нови постапки предвидени со директивите. Поедноставување на роковите, нов систем на претходна контрола во која Бирото за јавни набавки ќе добие зголемена и зајакната улога. Подобрување на правната заштита со имплементација на директивите за правна заштита како еден од столбовите на контрола во постапките за јавни набавки. На крајот би сакал да истакнам дека сум убеден дека новиот закон ќе ги исполни очекувањата на стручната јавност и дека ќе внесе нов квалитет во системот за јавни набавки. Ви благодарам. Ви благодарам. Thank you very much. I will do my short intervention in English. Thank you very much for inviting Sigma for this really important event. We are really glad to hear that the public procurement reform is a priority for the government. It's a really important part of public financial management, and of course we really need a really efficient and effective public procurement system to deliver high quality services to the citizens. So it's a really important part of any kind of public financial management system, public governance system. The name of Sigma was mentioned so many times, but maybe there are a few people in the room who are not really familiar who we are.
So for them, just a few sentences. Sigma is a joint initiative of the OECD, so for the Organization for Economic Cooperation and Development, and of the European Union. We are a European Union financed program, and we are working with different countries, but one of the big group of our partner countries are the so-called EU enlargement countries, and we try to work closely with these countries in assisting them to improve their public governance systems, including the public financial management system, public procurement system, and we help these countries in preparation for the EU membership. We are a small group who are based in Paris, and most of us are coming from those countries which joined to the European Union in 2004. So all of us, including me, has some kind of experience with preparing our countries for the EU membership. Or, for example, I myself have some experience in establishing the public procurement system in my own country. In the recent years, Sigma already conducted several reviews of the public procurement system here in Macedonia. So we have a quite solid knowledge of the public procurement system, including, of course, of the weaknesses and shortcomings of the system. First of all, we are conducting regularly monitoring exercise of the public administration systems in the EU enlargement countries against the so-called principles of public administration, which was developed by Sigma in a close cooperation with the European Commission. And as part of it, we regularly monitor the progress in the public procurement system. We just finished the current cycle of the assessment a few weeks ago, and we will publish these reports soon in early December on our website. But in addition to this regular monitoring activity, last year we also conducted a more thorough and targeted review of the public procurement system here in Macedonia. And I would like to share a few findings of this report, because I think it can be a good inspiration for the public procurement reform here in Macedonia. This review was a combination of a traditional legal gap analysis. So we, of course, compared the Macedonian legislation with the EU legislation. But on the other hand, we didn't focus only on the legislative framework, but we also tried to understand how this legislation is working in the practice, because it's always really important to have feedback and to have a clear view of the impacts of the legal provisions on the practice. So for this purpose, of course, we collected a lot of statistical and administrative data and tried to analyze them, but we also tried to get feedback from the so-called end users of the system, mainly from the contracting authorities. We developed some surveys, questionnaires, and with the help of the Public Procurement Bureau, we sent it to the contracting authorities. Thank you very much for all those who participated in this exercise, because I think it's a really important feedback for us, and of course for the Public Procurement Bureau, for the government, to see how the contracting authorities see the legislation in the practice, what kind of problems they see, what kind of shortcomings they experience in the practice, or it's also a good feedback if they say that something is working well in the practice. So this report revealed that there are many challenges ahead, and that there are a lot of room for improvement in the public procurement system. It was already mentioned earlier in the previous interventions that the current legislative framework is, of course, largely aligned with the 2004 European Union directives. But of course, there are also major inconsistencies with the EU legislation.
And not just because, meanwhile, the European Union revised the EU legislative framework for public procurement and adopted the 2014 directives, but also because some provisions were introduced in the Macedonian legislation, which doesn't have any kind of root in the public procurement directives, which are in conflict with the directives. Sorry for being repetitive, but it was already mentioned that the major problems, the major inconsistencies with the EU legislation is the obligation for the use of the lowest price award criteria, the mandatory use of the e-auctions, and the use of the negative references. So these should be analyzed in the future and should be revised, and the Macedonian government should find another solution for these issues. It was also mentioned that the new directives already introduced new policy tools, new instruments, which are of course missing currently from the Macedonian legislation. But this public procurement reform, which is ongoing now, will be a really good opportunity to introduce these opportunities into the Macedonian legislation. I think supporting the SMEs is a really important goal for the government here. For example, the new directives offer some interesting tools for playing the field for the small and medium-sized enterprises in the public procurement. I think I also have to mention here that it's also a weakness that the law was modified several times in the last couple of years. And of course, it's not good for the legal certainty, and of course, it cannot guarantee a stable business climate. So I think it will be really good if the new legislation will be available for a longer period without any kind of modification. As regards the institutional framework and the practical operational part of the system, I don't want to be just negative, so I have to mention that, of course, there are positive features in the system as well. For example, the public procurement system benefits from a really advanced e-procurement platform. It should be kept and even more further developed. Or there is a relatively well-functioning remedies system in Macedonia. Of course, there are still room for improvement, but I think the basis is already here. So you have to build on it. And I would like to mention one additional issue here, that one of our main findings was that the public procurement system is a little bit bureaucratic, and there is a strong focus on formalities in public procurement, and there is lack of emphasis on efficiency, on the value for money principle. It, of course, requires some kind of changes in the legislation, but it also requires some kind of change of the mindset of the contracting authorities. Of course, it also requires support from the Public Procurement Bureau to the contracting authorities with this cultural change, with this mindset change. And unfortunately, I also have to mention that the operation of the Public Procurement Council also negatively affected the efficiency and the economy of the public procurement system, although the original aim was to stimulate competition, promote the principle of transparency. However, as our research revealed, no significant change has been seen in the average number of the bids per public procurement procedures, or on the impact of the bid prices appears still to be limited. I would like to mention that this report, which we did in 2016, is publicly available.
we translated it into Macedonian as well, and it's available on the Public Procurement Bureau's webpage. And I would like to highly recommend for you to have a look at it if you are not really familiar with it, because of course the time doesn't allow me to go into the details, but there you will find a lot of analysis about these issues. And what we found that especially these different shortcomings, which we already mentioned, the mandatory use of the lowest price criteria, the mandatory use of e-auctions, and this highly formalistic approach also in the prior approval process, in an aggregated way, even more made more ineffective the public procurement system. And one last sentence, as it was also mentioned, Sigma is really happy and ready to support the government in the public procurement reform. We are happy to share European Union experiences in this area. But of course, there is no one size fits to all solution. So finally, the government has to find the best solutions for the country. But what Sigma can do to share international experiences, set up recommendations, and help even with the consultation process. Thank you very much. Gospodine minister, počutovan gospodin Leveček, počutovana Евика, почитувани дами и господа, почитувани представници на Бюрото за јавни набавки, почитувани представници на медиумите. Чувствувам задоволство и чест да се обратам на овој настан, во кој што можам да ги споделам нашите искуства во делот на оно што значи практична имплементација на Законот за јавни набавки и утврдените состојби во досегашната негова имплементација. Државните ревизори, постапувајќи согласно годишната програма за работа на Државниот завод за ревизија, секогаш кога имаат ревизија на регуларност, предмет на работење представува и ревизијата на доделените договори за јавни набавки. Имајќи во предвид утврдените состојби од една страна и согледувањето на честите измени и дополнување на Законот за јавни набавки, констатиравме дека има потреба во текот на 2016 година да спроведеме посебна ревизија на успешност за ефикасноста на политиките и инструментите во системот за јавни набавки и постапката за давање согласност за објавување на оглас за јавна набавка. Утврдените состојби во самиот тој ревизорски извештај, кој што е јавно достапен на веб страната на Државниот завод за ревизија, не се разликуваат од она што се констатации на меѓународните институции, не се разликуваат од она што се констатации на невладините организации кои што се занимаваат во област, но секако се многу корисни информациите кои што ги пласираме за пошироката јавност и за надлежните органи, вклучувајќи го Министерството за финансии, како предлагач на наведениот закон и секако давањето препораки за начинот на постапување во нив. Но како и да е, во ниту еден момент не треба да се залажеме дека донесувањето на нов закон или било какво најдобро решение ќе ги даде очекуваните резултати, ако не работиме на интегритетот на сите инволвирани страни во процесот за јавни набавки, ако не ја зголемиме транспарентноста, отчетноста и одговорноста во процесот на додување на јавните набавки. Постојните измени и дополнување на Законот за јавни набавки создадоа потешкоти во неговата примена и вршеа оптеретување на сите засегнати страни, како од страната на договорните органи, така и од страната на економските оператори. Неговото далечување од директивите на Европската унија создадоа услови за концепирање на одредена законска решенија кои не секогаш ги даваа очекуваните резултати. А тие состојби може да ги согледаме преку поставување на неколку прашања и давање одговори кои што се содржани во ревизорскиот извештај на Државниот завод за ревизија, а тоа е следното. Дали создадовме законско решение кое е лесно применливо и разбирливо? Апсолутно не. Постојаните изменувања и дополнувања бараа дополнителен ангажман од страна на договорните органи, како и од страна на економските оператори. Дали постојното законско решение во сегашната пракса на додувањето на договорите за јавни набавки обезбеди доследна примена на основните начела конкуренција,
еднаков третман и дискриминација на економските оператори, транспарентност, интегритет и рационална ефикасно искористување на средствата во постапките за одобрување договорите за јавни набавки. Не секогаш. Дали практичната имплементација на законот бара дополнителни човечки ресурси? Да, тоа чини пари и време. Дали помалите договорни органи располагаат со доволно компетентни човечки ресурси за одобрување на договорите за јавни набавки? Не можете општината Пласница да ја споредувате со општина Кисела Вода или со градот Скопје. Дали при одобрување на договорите за јавни набавки добиена соодветна вредност за вложените средства, одлеани парични средства од данечната врзница, она што колешката представник од Сигма го укажа? Не секогаш. Дали критериумот за додување на договорите за јавни набавки, најниска цена, ги даде очекуваните резултати и обезбеди соодветна вредност за дадените пари? Не секогаш. Преходно наведените состави, како и состојбите во делот на додувањето договорите за јавни набавки од страна на договорните органи на правни лица, кои се формирани од иста или вршат дејност од надлежност на тој договорен орган, упатуваме на член 10а од Законот за јавни набавки, не ги даде очекуваните резултати. Па имате состојби каде што градот Скопје има своји формирани јавни предпријатија, па тие јавни предпријатија меѓусебно не може да се работуваат, па мора да додуваат договор за јавни набавки, каде сето тоа чини пари и вредност. Прагот се преминува Закон за јавни набавки, 500 евра без соодветна сегрегација на договорните органи. Потребите на една институција каде што е Министерството за финансии и потребите на општина Пласница, нека ми проштеваат представниците од општината Пласница што споредувам, не се секогаш исти. Може би за Пласница 500 евра е се доволно, но Министерството за финансии 500 евра во никој случај. Формирањето на правни субјекти, мислим на Советот за јавни набавки, и делегирањето на належности кои го оптеретуваат, отежнуваат, поскапуваат процесот на добивање на јавни набавки и влијаат на квалитетот на набавените работи. Имате состојба каде што барање за согласност за склучување на договор чија вредност на дополнителни работи изнесува 70.000 денари, а обезбедената согласност да чини 90.000 денари. Задолжително објавување на процесот проценетата вредност, задолжителноста од користењето на електронската аукција, начинот на уредувањето на косоците и вишоците при изведување на работите е исто така предмет на дискусија, каде посебно при пребивањето на дополнителни работи вишоците се избришани косоците. Начинот на висината на вредносниот праг од 30% дополнителни непредвидени работи и вишоци, мислам на член 99, можноста за меѓусебно пребивање на вишоците и косоците, состојбата во делот на истражувањето на пазарот, обезбедувањето на согласности, изборот на стручни лица и нивните компетенции, квалитетот на дадените мислење, цената на чинење и добивањето на соодветна согласност, доделувањето на рамковни спогодби, нивната временска рамка, бројот на економски оператори и нужното законско решение од 7 учесници во склучување рамковна спогодба, потребата од водење постапка за договорење договори за јавни набавки на стоки и услуги кои се утврдени од страна на соодветни регулаторни тела и органи. Правната заштита во процесот на договорењето на договорот за јавни набавки и многу други состојби кои се констатирани од страна на државните ревизори, договорните органи, економските оператори, невладините организации и сите други засегнати страни упатуваат на потребата од донесување на закон за јавни набавки. Но закон за јавни набавки, кој ќе биде усогласен со директивите на Европската унија, е разбрив и лесно применлив. Водењето на постапката за одобрување договорот за јавни набавки нема да предизвикува дополнително одлевање на парични средства како на договорните органи, така и на економските оператори, ќе обезбеди соодветна вредност на дадените пари при одобрувањето на договорите за јавни набавки, конкуренција, еднаков третман и недискриминација на економските оператори, транспарентност, интегритет и рационално и ефикасно искористување на средствата од постапката за одобрување на договорите за јавни набавки, а тоа е членот 2 од постојниот закон за јавни набавки. Благодарам. Ви благодарам. Неблагодарно е кога си последен, се надевам ќе бидам еднакво интересна како и моите претходници. Да се заблагодарам за поканата за денешната дебата. На овој значаен настан, мислам, бидејќи после толку години имаме можност навистина да присуствуваме на еден
отворен консултативен процес за реформи на јавните набавки, бидејќи како што слушнавме од предходниците во изминатите години, законот често пати се менуваше и дополнуваше, меѓутоа без било какви консултации со засегнатите страни. Од она на почетокот да кажам дека од она што можев да го слушнам од директорот на Бирото за јавни набавки произлегува дека сите оние препораки кои ние во изминатите години ги дадовме и формално ги финализиравме, да речам, во март 2017 година, произлегува дека ќе бидат антиципирани и земени предвид во изготвувањето на предлога законот за јавни набавки. Останува и ние натаму да бидеме доследни во следењето и во мониторингот на јавните набавки, да видиме и во измените и законската регулатива, па да видиме дали навистина ќе останат доследни и дали најавата ќе биде преточена во конкретни законски решенија какви што сметаме дека се потребни. Во прилог на потребата од реформи за осликување на девастираната состојба во која се наоѓаат јавните набавки, јас би сакала да го искористам нашето искуство како невладина организација која од 2008 година спроведува директен мониторинг на јавни набавки и да посочам на еден конкретен пример кој мислам дека многу добро ги осликува работите. Станува збор за тендер за набавка на лекови за карцином на бели дробови. Ова е тендер од нашиот последен извештај од мониторингот. Во овој тендер е спроведен технички диалог со потенцијалните понудувачи, добиени се 6 понуди, претходно е добиена согласност од Советот за јавни набавки, спроведена е електронска аукција и остварени се големи заштеди на буџетските средства. Формално гледано, овој тендер бил идеален. Но што се крие зад него ако погледнеме малку подетално во документацијата? Техничкиот диалог со фирмите бил формалност. На тендерот е дозволено рамноправно учество на фирми кои нудат регистрирани и нерегистрирани лекови и тоа со одобрение или согласност од Советот за јавни набавки, иако одговорноста кон пациентите и секако трошоците што ги имаат веледрогериите се сосема различни ако сте носител на одлука на регистриран лек или ако спроведувате интервентен увоз затоа што сте добиле одреден тендер. Цените за лекот од 39 милиони денари дадени на отварањето на понудите се спуштени на електронската аукција на 2,2 милиони денари. Односно, било планирано за овој лек за карцином да се потрошат 244.000 евра, а купен е лек за 36.000 евра. Никој во целата документација не го отвара прашањето на што се должи вака ниската цена, како таа влијае на ефикасноста на лекот и дали е можно негативно влијание врз здравјето на болните за кој, да речем, овој лек се купува, иако законот всушност и ги обврзува оние што спроведуваат тендери доколку се соочат со вака невообичаено ниска цена тоа да го сторат. Што ни покажува овој пример? Дека во јавните набавки не се води грижа за квалитетот дури кога станува збор за човечки животи, дека се создава вештачки нереална конкуренција, видовме дека се израмнуваат во конкретниот случај фирми со регистрирани и нерегистрирани лекови, во други ситуации се тоа фирми кои имаат капацитет да спроведат некој тендер и оние кои немаат капацитет и немаат претходно искуство, а е потребно. Советот за јавни набавки не само што не помага да се надминат сите овие проблеми, туку се чини дека стана и дел од проблемите. Од тука сметаме дека реформите кои ни предстојат треба да се однесуваат, што веќе беше кажано од моите претходници, на промени во институционалната рамка и промени во начинот на кој се спроведуваат тендерите. Кога велиме промени на институционалната рамка, сметаме дека Советот за јавни набавки треба да се укине. Понатаму дека Бирото за јавни набавки треба да добие проширени ингеренции кои ќе овозможат заштита од широко распространетата корупција во јавните набавки и злоупотребата на јавни пари. Слушнавме од господинот Левичек, но сепак мислам дека е битно да повториме дека всушност преку јавните набавки годишно се троши 1/3 од буџетот и од тука мислам дека сериозно мора да се вложи напор во барањето на механизми за спрешување на корупцијата и злоупотребите на парите. Во однос на постапките и на нивното спроведување, сметаме дека е потребно да се напушти концептот на најниска цена, да се исклучи задолжителноста на електронската аукција и најниската цена и електронската аукција да се применуваат само во оние тендери каде што она што се набавува е со многу јасен и прецизно утврден, да кажам, квалитет. Во спротивно сметаме дека е потребно да се води грижа за
квалитетот на она што се набавува, бидејќи како што кажи представничката на Сигма, она што суштински е заборавено во јавните набавки во Македонија е всушност дека целта на јавните набавки е да се добие добрата вредност за потрошените пари, а не е да се купи најевтиното, што всушност на среден и на долг рок не чини многу повеќе и генерира нови трошоци. Јас само накусо би навела и некои други наши предлози, кои верувам дека јавноста е запознаена, не е во интерес на дебатата која ќе следува, би сакала да ги посочам накусо. Велиме дека е потребно понудувачите да ја докажуваат способноста за учество на тендерите со изјава, а потоа она фирма која ќе биде избрана да ги достави документите, целата документација за докажување на својата способност, се со цел да се стимулираат што е можно повеќе фирми да учествуваат на тендерите и да се намалат административните бариери. Понатаму, економските оператори во насока на намалување на злоупотребите сметаме дека треба да имаат увид во целата документација на тендерите, а не само во извештаите за нивно спроведување. Понатаму, наместо негативната референца како начин за заштита од фирми кои не ги почитуваат договорите или одредбите од склучените договори, сметаме дека треба да им се даде право на договорните органи да ги исклучуваат фирмите, но само од постапките кои тие ги спроведуваат, секако да се напушти овој сегашен концепт на негативна референца. Понатаму потребно е да се зголеми транспарентноста кај јавните набавки со задолжително објавување на плановите за јавни набавки, на договорите кои се склучени и секако на реализацијата на договорите. Роковите за изјавување на жалба во однос на тендерската документација потребно е да течат од денот на објавување на огласот. Ова е еден проблем што одамна укажуваме, не ми е јасно зошто не се применува. Понатаму унифицирање на роковите за поднесување на жалба на 8 дена, бидејќи дали е мал или голем тендер, да кажемо врските процедурата за фирмите е иста. Понатаму сметаме дека треба да се воведе нов вредносен праг во однос на доместокот за правната заштита во насока на тоа да се стимулираат жалбите кај помалите фирми, бидејќи произлегува дека максималниот износ за жалба што се плаќа 400 евра се однесува и на тендер од 20.000 и на тендер од 10 милиони евра, што е секако ќе се согласите несразмерно и секако стоиме зад предлогот дека е потребно отстранување на инкриминациите на Законот за јавни набавки и воведување на прекршачни одредби, кривичните одредби кои сега ги има во законот, доколку во иднина и Министерството за финансии смета дека треба да некој од нив да се најде, да кажем, и да се имаат предвид, тогаш тоа треба да се направи со интервенции во кривичниот законник, а секако не во Законот за јавни набавки. Во интерес на времето, јас останувам тука во текот на дебатата, подоколку смета некој дека можеби некој од моите ставови треба да елаборирам во името на Центарот за граѓански комуникации, стојам на располагање. Благодарам.